Луѓето не треба да стравуваат дека вештачката интелигенција ќе им ги земе работните места, рече денеска министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Тој напомена дека во неговото министерство веќе се користат различни модели на вештачка интелигенција и нагласи дека владата има стратешки пристап преку формирањето на Националниот центар за вештачка интелигенција, финансиран со државни средства и поддржан од Европската унија и академската заедница. Луѓето кои што користат вештачка интелигенција ќе ги заменат луѓето кои што не користат вештачка интелигенција и во јавниот сектор и во приватниот сектор. Таа помага работите да се извршуваат побрзо, поефикасно, поточно, посистематично, анализи да се прават побрзо, текстовите се подготвуваат побрзо, но во ниеден случај не може да зборуваме дека би заменила определен вработен, затоа што на крај вредносниот, етичкиот суд се уште за среќа го носат луѓето, а во јавната администрација многу често се соочувате со одлука дали нешто е етички правилно или неправилно, тоа може да го донесат само вработените. Веќе ви кажам примерот, мојата институција веќе 6 месеци користиме лиценци, значи користиме различни модели за вештачка интелигенција, но ниту еден вработен не го изгубил своето работно место. Главниот државен ревизор Максим Мацевски го представи ревизорскиот извештај, кој го опфаќа периодот 2019-2024 година и ги анализира институциите релевантни за развојот и употребата на вештачката интелигенција. Тој посочи дека во претходните години биле вложени околу 6,1 милион евра во 48 проекти поврзани со оваа технологија, но дека тие не биле имплементирани во јавниот сектор. Она што е клучно прашањето во суштина се поставува дали нашата држава, односно дали јавниот сектор е подготвен за користење вештачка интелигенција. Имаме неколку специфични прашања кои што ги обработуваме самиот ревизорски извештај, а тоа е стратешките документи, законската рамка, потоа можност и човечките ресурси за употреба на вештачка интелигенција и секако заштита на личните податоци при употреба на вештачка интелигенција. Вложени се некаде околу 6 милиони и 100.000 евра за 48 проекти кои што фаќаат вештачка интелигенција, меѓутоа за жал тие не се имплементирани во јавниот сектор. Ацевски оцени дека државата треба да воспостави јасен регистар на проекти, да инвестира во современ хардвер, обучување на кадарот и во други предуслови за ефективна примена на технологијата.